патот кон Христа. Глава 2. На грешникот му е потребен Христос. При создавањето на човекот му биле подарени благородни способности и добро уравнотежен ум. Бил совршен како суштество и во совршена хармонија со Бога. Неговите мисли биле чисти, неговите цели свети. Но непослушноста ги изопачила неговите способности и наместо љубовта се појавила себичност. Престапот во толкава мера ја ослабил неговата природа, што со своја сила воопшто не можел повеќе да и се спротистави на силата на злото. Станал роб на сатаната и за секогаш би останал тоа, кога не би се вмешал сам Бог. Искушувачот имал намера да го осуети планот со кој Бог го создал човекот и земјата да ја исполни со тага и очај. Сите тие зла сакал да ги представи како последица на Божјето дело на создавањето на човекот. Во својата безгрешна состојба, човекот одржувал радосна врска со оној во кого се скриени сите богатства на мудроста и на знаењето. Колосјаните 2:3. Но откако паднал во грев, светоста не му создавала веќе радост и тој се обидел да се скрие од Божјето присуство. Неприроденото срце и сега се наоѓа во таква состојба. Тоа не е во хармонија со Бога, ниту пак наоѓа радост во заедницата со Него. Грешникот не би можел да биде среќен во Божје присуство. Нему друштвото на светите суштества би му било непријатно. И кога би му било дозволено да дојде на небото, тој таму не би чувствувал никаква радост. Духот на несебична љубов што владее таму, секое срце е соединето со срцето на бесконечната љубов, не би нашол одглас во неговата душа. Неговите мисли, неговите интереси, неговите побуди, се би било во расчекор со она што ги движи безгрешните небесни жители. Тој би бил нехармонична нота во небесната мелодија. За него небото би било место на мачење. Тој би копнеел да се скрие од оној кој е светлина и извор на радост на небото. Бог не решил самоволно да ги исклучи грешните од небото. Тие сами се исклучуваат со својата непогодност за небесната заедница. Божјата слава за нив би била оган кој уништува. Тие радо би прифатиле да бидат уништени само да се скријат од лицето на оној кој умрел за да ги откупи. Ние не можеме сами да се избавиме од понорот на гревот во кој сме паднали. Нашите срца се грешни и ние не можеме да ги промениме. Кој ќе извади чисто од нечисто? Никој. Зашто телесното мудрување е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Јов 14:4 и Римјаните 8:7. Образованието, културата, волјата, човечките напори, сето тоа има свое место, свое подрачје на действување, но овде е безпомошно. Можеби со тоа може да се постигне формална коректност во однесувањето, но не може да се промени срцето. Не можат да се исчистат изворите на животот. Мора да постои сила која действува однатре, нов живот озгора, за човекот да може да се промени, да го остави гревот и да стане свет. Таа сила е Христос. Само неговата милост може да ги оживее замрените способности на душата и да ги привлече кон Бога, кон светоста. Спасителот рекол: ако некој не се прероди, ако не добие ново срце, нови желби, нови намери и побуди, што водат во нов живот, тој не може да го види Божјото царство. Јован 3:3. Мислата дека е доволно да се развива само она добро што кај човекот постои по природа е судбоносна заблуда. А телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух, зашто тоа е безумство за него и не може да го разбере, зашто тоа треба да се расудува на духовен начин.
Не чуди се што ти реков, треба да се родите озгора. 1 Коринтјаните 2:14 и Јован 3:7. За Христа е напишано: во него суштествуваше живот, и животот им беше светлина на луѓето. Ниту има друго име под небото, дадено на луѓето преку кое можеме да се спасиме. Јован 1:4, дела 4:12. Не е доволно да се почувствува Божјата благост, да се види добронамерноста и татковската нежност на неговиот карактер. Не е доволно да се разбере мудроста и праведноста на неговиот закон, да се свати дека тој се темели врз вечното начало на љубовта. Апостол Павле сето тоа го видел кога извикал: се согласувам со законот дека е добар. Затоа законот е свет и заповедта е света, праведна и добра. Но полн со горчина што произлегувала од неговите душевни маки и проникнат со очај, тој додава: а јас сум телесен, продаден на гревот. Римјаните 7:16, 12 и 14. Тој копнеел за чистота, за праведност, што не можел да ја постигне со своја сила, и извикнува: јас несреќен човек, кој ќе ме избави од ова смртно тело. Римјаните 7:24. Истиот извик се истргнувал од уморните срца во сите земји и во сите времења. Но на сите може да им се даде само еден единствен одговор: еве го Божјето јагне, кое ги зема на себе гревовите на светот. Јован 1:29. Божјиот дух се обидувал оваа вистина символички да ја прикаже на многу начини и да им ја објасни на душите што копнеат да се ослободат од товарот на вината. Кога бегал од својот татко, откако сгрешил измамувајќи го Исав, Јаков бил оттоварен со чувството на вина. Осамен и во прогонство, одвоен од се што на неговиот живот му давало полнина, неговата душа повеќе од се ја мачала мисла, страв неговиот грев да не го одвоил од Бога, да не го отфрлило небото. Скршен од жалост, легнал на гола земја да се одмори, опкужен со осамени ритчиња и со звездено небо над себе. Додека спиел, го обзела чудна светлина, и тој видел како од полјанката на која лежал се издигнуваат нејасни контури на бескрајна скала кон небото, се до небесната врата. Скала полна со Божји ангели кои се качувале и слегувале, а од славните височини слушал божествен глас кој му објавувал вест на утеха и надеж. Така Јаков го запознал оној што ќе ги задоволи потребите и копнежите на неговата душа, Спасителот. Исполнет со радост и благодарност, го гледал покажаниот пат на кој тој, грешник, може да има заедница со Бога. Таинствената скала од неговиот сон го представувала Исус, единствениот посредник меѓу Бога и луѓето. Тоа бил истиот символ на кој се повикал Христос во разговорот со Натанаел кога рекол: ќе ги гледате небесата отворени и Божите ангели како се искачуваат и слегуваат кај Синот човечки. Јован 1:51. Одметнувајќи се, човекот се одвоил од Бога. Земјата била отсечена од небото. Преку бездната што ги раздејствувала, не можело да има заедница. Но преку Христа, земјата е поврзана со небото. Со своите заслуги Христос ја премостил бездната што ја создал гревот, така што ангелите помошници можат да одржуваат врска со луѓето. Христос го поврзал грешниот, слабиот и безпомошен човек со изворот на бесконечната сила. Но напразни се сите човечки соништа за напредок. Залудни се сите напори човештвото да се издигне, ако се занемарува единствениот извор на надеж и помош за грешниот човечки род. Секој е добиено добро и секој совршен дар, Јаков 1:17, доаѓа од Бога. Без него нема вистинско совршенство на карактерот.
а единствениот пат кон Бога е Христос. Тој вели: Јас сум пат, вистина и живот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Јован 14:6. Божјето срце копнее за своите деца на земјата со љубов која е посилна од смртта. Давајќи го својот син, во тој еден дар, тој ни го подарил целото небо. Животот на Спасителот, неговата смрт и посредување, службата на ангелите, молитвите на Духот, севкупното залагање на Отецот, постојаната активност на небесните суштества, сето тоа е ставено во служба за откуп на човекот. О, да размислуваме за чудесната жртва што била принесена за нас. Да се обидеме да ги процениме трудот и енергијата што ги вложува небото, за повторно да ги задобие загубените и да ги врати во домот на Отецот. Никогаш не би можеле да се стават во движење посилни поттици и посилни средства. Несватливата награда на оној што прави добро, небесните радости, друштвото на ангелите, заедницата и љубовта на Бога и на Неговиот Син, усовршувањето и развивањето на сите наши способности во текот на вечните времиња. Зар тоа не се доволно силни поттици и охрабрувања да не натераат нашите срца да ги ставиме во доброволна служба на нашиот Творец и Откупител? А од друга страна, Божјата реч ни ја изнесува осудата што ја изрекол Бог против гревот, неизбежната казна, пропаста на нашиот карактер и конечното уништување, како опомена да не му служиме на сатаната. Зар нема да ја цениме Божјата милост? Што уште би можел тој да стори? Да воспоставиме правилен однос со оној кој силно не сака. Да се послужиме со средствата што ни ги ставил на располагање, за да можеме да се преобразиме, да се здобиеме со негов лик. Повторно да воспоставиме заедница со ангелите кои ни служат, да ја обновиме хармонијата и врската со Отецот и со Синот.